Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон Сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Председателот на Македонија е на половина од неговиот престој во Вашингтон. Денес ќе ги посети мировниот корпус, ќе се сретне со сенатори и со представници на диаспората. Повеќе за некоја минута по вестите од светот. А очите на светот и натаму се свртени кон Египет, каде има судири цело утро. Подржувачите на председателот Хосни Мубарак влегоа на Тахрир плоштадот, каде се судрија со протестанти кои бараат председателот да замине од власт. Луѓето од двете страни фрлаа камења едни на други, додека луѓе на камили и коњи галопираа низ столпите. Армијата се повлече за да дозволи собирање на протестантите, еден ден откако според проценките 25.000 луѓе на тој плоштад бараа оставка на Мубарак. Мубарак доцна синоќа соопшти дека нема да бара реизбор во септември, но вети дека ќе го дослужи својот мандат за да овозможи мирна транзиција на власта. Кусо време потоа се случија судири меѓу протестантите и владините поддржувачи во северниот пристанишен град Александрија. Најмалку 12 лица се повредени. Имало нереди и во Суец и во други градови источно од Кајро. Продемократскиот адвокат Мохамед Албарадеј за CNN кажа дека одлуката на Мубарак да остане на власт само ја продолжува агонијата на државата. Пред соопштението на Мубарак, американскиот председател Барак Обама го поттикнал египетскиот председател да не се кандидира за друг мандат, практично повлекувајќи американската поддршка за еден од своите најблиски арапски сојузници. Председателот Ѓорѓе Иванов вчера во Вашингтон го брифираше раководството на Атлантскиот совет за македонската стратешка определба за евроатлантска интеграција. Повеќе има Јане Бојаджиевски. Македонскиот председател Ѓорѓе Иванов ја започна еднонеделната посета на Вашингтон во Атлантскиот совет, каде се сретна со одборот на директори на оваа институција. Иванов говореше за стратешката определба на Македонија за евроатлантската интеграција во НАТО. Тој потсети дека членството е дел од политиката на отворени врати на Алијансата, стратешки концепт што беше усвоен на самитот во Лисабон. Желбата за членство во НАТО е фактор кој го обединува целото македонско општество, независно од етничката, верска, политичка припадност. Затоа зборува и фактот дека над 90% од македонските граѓани го поддржуваат членството на Македонија во Алијансата, рече шефот на македонската држава. За Иванов, не само на Македонија и треба членство во НАТО, туку и на НАТО и е потребна Македонија како членка. Иванов ги оцени односите меѓу Алијансата и Македонија како партнерски, затоа што се темелат на взаемна доверба и се со нагорен тренд. Се надевам дека наскоро ќе комбинираат со нашиот заслужен влез во НАТО, рече Иванов. НАТО представници повеќе пат имаат повторено дека Македонија ќе стане членка на НАТО веднаш откако ќе биде решен спорот околу името со Грција. Во обраќањето пред првите луѓе на Атлантскиот совет, македонскиот председател укажа на фактот дека во моментов Македонија е еднаква по врските со сите земји членки на НАТО, но не и по правата и привилегиите што ги носи членството во Алијансата. И сето тоа, како што нагласи, поради еден ирационален спор. Силно веруваме дека низ диалог со зајакната доверба и подобро разбирање ќе дојдеме до взаемно прифатливо решение, оцени Иванов. Ако Европската унија е вториот столб на безбедноста во Европа, НАТО е првиот. Регионот Балканот и Македонија е дел од целокупната безбедност на Европа, порача македонскиот председател Ѓорѓе Иванов во затворениот состанок во Атлантскиот совет во Вашингтон. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Многу уметници се загрижени за уметничката слобода во американските музеи, спонзорирани од Конгресот, откако едно видео од нив беше отстранато. Конзервативни законодавци и една католичка група се спротивставија на видео представување на Исус на крстот. Отстранувањето беше наредено од првиот човек на групата на музеи со државно финансирање, позната како институција Смитсонијан. Погледнете го извештајот од Вашингтон. Мајкл Јакавони е уметник. На овој ден тој креира музеј. Го нарече музеј на цензурирана уметност.
Паркиране пред Националната галерија на портрети на институцијата Смитсонијан и се одржи само едно дело. Оган во мојот стомак е кусо видео што неодамна беше отстрането од галеријата на портрети заради представувањето на Исус на крстот. Видеото е труд на починатиот артист хомосексуалец Дејвид Војнаровиќ. The artist was talking about his own plight with religion. Уметникот зборувал за неговото искуство со религијата и за тоа како се чувствувал кога бил маргинализиран во доцните 80-ти заради епидемијата на СИДА, гледајќи ги своите партнери и пријатели како умираат, пошто и самиот умрел. Кога гледам како некои става мравки да лажат по Исус на крстот, знам дека тоа не го прави за да се приближи на католичката заедница. Вилијам Данахјо е председател на десничарската католичка лига. Откако го критикувал музеот во ноември, спикерот на представничкиот дом Џон Бейнер се закане дека ќе го прекине финансирањето за музеите што ја сочинуваат институцијата Смитсонијан. Видеото беше отстрането во рок од 24 часа. Тоа предизвика жестока реакција кај поборниците за слобода на изразувањето и уметниците како Мајкл Јакавоне. Ова е музеј за целиот американски народ и за сите што доаѓаат во посета, затоа што некој бил навреден. Никој не може да го види видео. Контроверзата започна во октомври со отварањето на изложбата наречена Криенка. Изложбата се фокусира на влијанието на хомосексуалците во портретурата на Америка. Тука се дела на Енди Ворхол, Роберт Морис и автопортретот на Војнаровиќ. Од Смитсонијан велат дека делото е симнато зашто контроверзата фрлила сенка на изложбата. Што се однесува до Националната галерија на портрети, контроверзата не се одрази многу лошо. Посетеноста се зголемила за 75% во споредба со лани. Мозочен удар се случува ненадејно. Вештината брзо да се реагира често значи прашање на живот и смрт. Утре ќе ви кажеме што сад прават во овој домен. Утре во Newsflash. Во САД голем успех на центрите за пациенти погодени од мозочен удар. Гледајте повеќе во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Лилица Китановска. А за повеќе содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.